само на луѓе. Ниедно суштество на планетава не е корумпирано. Мечкана не му дават 500 евра на лавон за да ја пуштит заш го изела зајакот. Корупција се само за луѓе. Ево, да земиме стандарден судија. Корумпиран ќе речиме, така? Па шо, и тој е човек, бе? Тој мислите за себе го прави то? Тој го прави за семејството. Не треби тој детето да го пуштит на екскурзија? Или да ја однеси жена му в ресторан на вечера, така? Корумпиран бил. И шо ако му земит на некој криминалец 500 евра за да го ослободи? Тој е криминалец, тој пак ќе дојде тука. Да осудиш некој ни крив ни должен, тоа е веќе друга работа. Да осудиш некој што не е ни крив ни должен, после завршување на казната, тој толку ќе пази што немат ни погрешно да паркираат поќе во животот. Не нешто посложено да направи. Парите се почеток и крај на корупцијата. Настанале пред 2500 години од прилика. Ово од Википедија ми е. И тогаш тој царот што бил наредил да му искове златни монети со ликот негов, демек нешто ко визит карта негова. Сваѓаш, ако имаш проблем негде, само дај му го ова парево и ќе свршиш работа готово. Денеска покрај пари имаме картици кредитни. Внатре само нули и единици. Претежно нули. И ти појма немаш точно колку пари имаш. Цело време кредити, плюс, минус, не знам, поволности, вакви, такви. Све е поволно, а стално без пари сме. Некој некого овде. И ти си оиш в банка да прашаш што е работала. Пошто вчера плата зедовте, а денеска нула салдо. Извинете, што е проблемов со платава моја? Господине, вашиот кредит е окей. Затоа што имате каматна стапка од 3% која банката ви ја дава гратис. А ако сакате дополнително да го проверите вашиот доспеан ануитет, потребно е да користите само пинипук. Чај, шо значи то? То значи дека сте во позитивна нула. И имате право да оите во минус уш 3 плати. И ти си викаш, аха, значи позитивно е ако одам во минус. И шо јако мислев дека без пари сум човече. Денес најисплатливо е да си отвориш приватен затвор. Најисплатлива работа. Зошто бе? Фирма си е фирма, шо? Конкурентна на пазарот. Колку поќе сме во криза, толку поубаво. Си отвараш, секој продават нешто, компири, патриџани, ти слобода продаваш. Понуда и побарувачка. Му даваш попусти. Онај ти дават за 1000 евра година дена помалку казна. Јас за истите пари 2 помалку ќе ти скратам. И плюс во цената ти влегвит осигурање ако ти падне сапун од затвор. Ај, олабајте се. Кај мене во затворов црнциве се грижа за корисници. Секогаш се тука да ти ја испрат кичмата без разлика колку си крив. Суд, например, е место кај што треба да имат фер судење, така? Да. А што се дешава уствари во суд? Се тужите, оиш на основен суд. Таму победвиш, све супер. Се жали типов, ојте на апелација. Таму губиш. Нормално. Пошто прв брачет на тој што изгубил е втор брачет од зет за сестра на судијата. Не се блиски роднини, може да си се одвиват процесов, така? И таму губиш нормално, се враќате повторно на основен. И таму се понашет ко прв пат да те гледат. Ко ништо претходно да не се десило, човече. Се осеќа, значи чувството е исто како кога играш не љути се човече со некој. Го победвиш и се жалит на мајка му. Мама! Речи му да играме пак! И вие играте пак, заш мајка му ти рече. Играјте да не се љути човечево.